Почитувани представници на медиуми и почитувани граѓани. Спроведувајќи идеологијата на здравиот разум, како граѓанска платформа за промоција на иновативни идеи, Македонски концепт ја промовира граѓанската платформа 30 програма 2020 година Слобода, спокој и солидарност. Програмата е резервар на конкретни проекти селектирани во 3 области. Слобода, како највисока вредност за изградба на фер општество, спокој, како стил на живот, резултат на известна иднина, и солидарност, како единствено општествено прифатливо поведение. Поради здравствената криза со COVID-19 и забраната за собири, нашата 30 програма 2020 година сукцесивно ќе ја промовираме преку тематски пресконференции, почнувајќи од денес. Политичките партии во моментот се напреваруваат со објавување на бомби кои постојано создаваат нови проблеми во нашето општество. Го прифаќаме предизвикот, ќе започнеме и ние со нашите бомби, а тоа се нашите проекти кои се решенија за проблемите кои ги создаваат партиите. Првата програма од 30 програмата 2020 година, прв дел Слобода, е проектот Држава без етнички партии. Македонски концепт промовира нормална држава. Многумина се прашувате каква е таа држава. За почеток, тоа е држава без етнички партии. Политичките партии со своето непримерно поведение влијаат негативно врз вкупниот развој на републиката. Тие се недемократски во суштина и базирани на етнички принцип, со што спречуваат развој на вистинското демократско и мултиетничко општество, постојано продуцирајќи етнички и политички кризи. Македонски концепт, тргнувајќи од својата определба за граѓанска држава, промовира потреба од уставни измени со повеќе амандмани. Еден од нив ќе биде амандман за забрана на постоење на етнички партии. Нема веќе политички партии со етнички предзнак, нема веќе албански, турски, српски или македонски политички партии, туку само граѓански партии. Ќе биде составен рок од 6 месеци за имплементација на уставните одредби во статутите и програмите на постоечките политички партии. Ќе опфати промена на нивниот назив, статутарни и програмски определби согласно граѓанските начела на новиот устав. Токолку некоја политичка партија истото не го имплементира, ќе биде избришана од судскиот регистар за политички партии. Таа измена ќе биде пропратена со промени во изборниот законник во насока на создавање на една изборна единица, промени во законот за политички партии и така натака. Партиите ќе бидат обврзани да действуваат на целата територија на државата, а не регионално на етнички принцип. Тоа ќе придонесе тие да изготвуваат програми и испраќаат пораки кон сите граѓани на Македонија. Ви благодарам. Македонски концепт.